Телевизијата и весникот се се уште единствените опции од каде се информираат старите и возрастни лица. Истражувањата покажале дека многу е мал бројот на лица од третото доба кои користат социјални мрежи и имаат медиумска писменост, односно се информираат преку интернет. И нашите искуства од досегашните спроведени проекти со старите лица беше дојдено до заклучоци дека медиумската писменост и социјалната инклузија на старите лица на социјалните мрежи и интернет просторот е мала. За таа цел, во претходните 6 месеци, преку реализација на 6 работилници и обуки, во рамките на овој проект се работеше на подобрување на медиумската писменост на старите лица, како изголемување на нивното присуство на социјалните медиуми. Освен ова, старите лица ретко знаат да разпознаат и лажна вест. Преку направување на дистинкција што е тоа вест, што е тоа информација, како да препознаат лажна вест, самите пензионери се информираат за можностите како да комуницираат со своите блиски, но истовремено да знаат како правилно да ги искористуваат информациите кои што се околу нив. Во денешно време кога сме обкружени со голем број на информации, ова беше уште една можност за постарите лица или лицата кои што не се доволно млади да можат да разговараат, да можат да комуницираат, да можат да пласираат информации и за своите блиски и за самите себе. Ова меѓу другото беше кажано на обуката која се одржа во Македонска Каменица, со цел поголема инклузија на старите лица во социјалните мрежи. Истражувањето за медиумската писменост на старите лица беше спроведено во Македонска Каменица и Виница од страна на невладината организација ИНИ, во која беа вклучени пензионерските здруженија.